Со мене ова утро во студиото е мојот колега Дејан Андоновиќ, со кој што редовно дискутираме и анализираме за најважните настани кои што во изминативе 24 часа се случија во светот. Дејан, јас ова утро би започнала со Судан. Предпоставам тоа едно ново кризно жариште. Старо ново. Да. И веројатно не само што е старо ново, туку е и логичен след на ширење на конфликтот кој се случува помеѓу истокот и западот, а преточено во војната во Украина, но тоа полека се шири, се чини дека се шири на други континенти. Ние изминатиот период очекувавме дека ќе се шири кон Азија поради онај кинеско-тајванско недоразбирање и тензиите и тежнењето на Западот да ја дисциплинира Кина, да ги прекине геостратешките ширења во Азија, во Јужното Кинеско море, но се чини дека Африка некако ја заборавивме како континент и дека таму ќе се префрли целата приказна. Јас и вчера за тоа зборував, имам и еден текст во весникот кој можеше денеска да го прочитаат нашите читатели и на порталот се разбира беше, а се работи за тоа дека Африка се чини е идната дестинација на преплетување на геостратешките влијанија и недоразбирања помеѓу големите сили. Зашто се работи? Се работи како еден вовед да кажам дека Кина подолго време се обидува да наметне свое економско влијание во својот стил. Значи, кинезите не се многу агресивни како нација, па не тргаат со војна употреба, туку со економска, се прави една пруга која од Јужноафричка република долу на рогот на Африка треба да има железница дури горе до Египет, така да има едно поврзување помеѓу тие држави. Ќе потсетам, Африка има голем број на жители како континент, но е многу сиромашна и има големи рудни богатства. И сега тоа е формулата за нивен неуспех и туги успех. Морам така да се изразам малку така шегобино, иако не е за шега. Значи, кинезите прават едно економско придвижување. Таму се обидуваат тамошните економии да им се наметнат, да им помогнат, да им дават ефтини кинески кредити, да се градат тие држави. Од друга страна, американците и Западот пред некое време ја формираа таа така наречена африканска команда, а тоа кога ќе го чуеш во медиумите, знај дека наспроти кинезите кои одат економски, африканска команда е воена работа, значи дека планираат американците покрај НАТО во Европа, оној сојуз во Пацификот со Австралија и Велика Британија, Јужна Кореја и Јапонија. Да, има, нели, според Монро, овата доктрина на американците Јужна Америка, значи да е под влијание на САД. Останува уште Африка, таму има африканска команда, каде што американците помогнати со своите сојузници, а бивши неоколонијални сили, како што се Велика Британија и Франција, но и Германија и Белгија и Италија, да некако се вратат и да го вратат тоа влијание во Африка, да ги вадат оние рудни богатства, но и да ја попречат Кина во незиното доминирање со еден континент на светот. Тука уште како капак на се доаѓа и влијанието на Русија. Подолго време Русија и незината Вагнер група, која се е многу позната во... Тамо се нели тие се присутни. Па по урнекот на легијата на странците на Франција, која во време на колонијализмот се бореше таму кај што... Научени некои лекции. Тоа го прави Вагнер групата, подолго време е во Централно Африканската република, која е релативно сиромашна, и таму Вагнер беше изнајмен од тамошните власти да ги стави под контрола своите политички опоненти. Се чини дека Судан е следниот, се работи за граѓанска војна, за двајца генерали, се извинувам, кои во минатото помогнати од Москва гурнаа тогашниот режим на така наречениот диктатор Башир. Тие два генерали кога дојдоа на власт почнаа да се пресметуваат меѓусобно. Практично едниот од генералите стана председател, другиот стана подпредседател и дојдоа до нивните недоразбирања. Логично на се председателот ги држи регуларните сили, подпредседателот ги има тие сили паравојни и се смета дека тие се спонзорирани од Москва и Кремљ со цел да направат едно големо влијание во Судан за да имаат едно упориште, бидејќи тамошното пристаниште
на Индискиот океан е многу клучно за попречување на пред се американските настојувања да доминираат во тој африкански дел. Во превод, додека големите тоа го прават, овие обични луѓе гинат и секојдневно имаме по 300 жртви. И сега уште една голема сериозен конфликт кој допрва почнува да се најголема развива. опасност у регионална смисла е тоа што Судан може да го попречи така наречениот етиопски проект, пошто Етиопија исто таму држави, и таа има исто проблеми. Тоа се сиромашни држави, многу људни држави и имаат проблем со нормален начин на функционирање. Запоставен ми се чини тој континент, па гледаме секојдневно мигранти како бегаат преку морето. Тој проект практично е вода, донесување на вода преку реката Нил до Египет. Со суданската граѓанска војна се доведува во прашање попречување на тој проект, што може Египет да го остави без вода. За северноафричките земји. Посебно Египет, кој се смета за регионална сила. Таму во Египет е председател некогашниот генерал Ал Сиси, кој со еден државен удар и помош на САД гурна вечниот председател Хосни Мубарак. Сега е тој председател и не му се допаѓа ова што се случува во Судан и многумина аналитичари стравуваат дека е можно Египет да изврши одредена војна интервенција во Судан со цел да ги заштити рутите за снабдување со вода на неговата држава која е голема и која има потреба од вода. И ова е отприлика да го упростам што се случува во Судан и зошто се во ова и се гледа според многумина аналитичари гледаат дека е ова само ширење на источно-западниот конфликт од Европа, ширење на друг континент. Така. А што се случува деновиве или во последниве 24 часа во Украина? Украина продолжуваат Што велат борбите. агенциите? Па продолжуваат борбите. Ние вчера имавме еден интересен куриозитет каде што двајцата завојувани председатели, рускиот Владимир Путин од една страна и Владимир Зеленски од друга страна, за прв пат отидоа на линиите на фронтот, на различни места се разбира. Путин за прв пат од почнувањето на така наречената специјална војна операција го посети Луганск, регионот кој руските сили го окупира и го приспоија кон Руската Федерација, да ја изврши увид на тамошните трупи, дали се тие, какви се, у каква состојба се. Тоа е една процедура која е нормална за одење на председател кон својата, нели, кон армијата со која командува. Веднаш после тоа Зеленски во исто време отиде во делот на Донецк. Што се случува? Русите напредуваат, над 90% од Бахмут го освојуваат. Од друга страна, Украина се обидува да акумулира поголем број на сили, да го направи тој така наречен фамозен контранапад, контраудар кон русите. Се очекува тоа да биде во Херсон, за тоа веќе зборувавме. Ќе видиме што ќе се случува. Со протекувањето на оние документи се уште не знаеме дали е тоа трик на руската служба, трик на американската служба или трик на украинската разузнавачка служба. Едно е сигурно, се пролонгира рокот, првично најавениот рок од страна на Киев и украинскиот генералштаб кога ќе започне тој контранапад или контраофанзива. Некои велат дека тоа беше само ради реда речен датум, дека на пролет ќе биде, пролет дојде, најверојатно ќе биде негде околу јуни. Тоа е новиот датум. Од друга страна нема логика да најавувате, види, ние тогаш и тогаш ќе нападнеме. Значи се е ова игра на информации. Као што е игра на информации она со протекувањето на документите, каде што прилично јас лично сум воздржан за тоа дали е тоа случајно, намерно и колку се вистините тие документи и информациите за тие документи. Меѓутоа излезе дека некои од тие навистина не беа претходно познати на јавноста за тоа кој како и колку ја вооружува Украина, например. Дека тоа во документите е малку и лично размислување, лична анализа на американците. Дека не е баш така, туку тие такав сметаат дека можеби е. Од друга страна не знам доколку е ова вистина со документите. Јас и тогаш реков. Тогаш американската разузнавачка служба има сериозен проблем.
така да и протечат толку важни информации. Особено од еден обичан Редов, буквално од 21 година, кој случајно улетал на таа социјална мрежа за да ја објави и да испадне важен во очите на своите, да кажеме, врсници. Не е толку наивно. Па не е толку наивно и така да мислам дека не знам и дали ќе ја дознаеме вистината, што се случува и како се случува. Едно е сигурно, војната продолжува на небо, на копно, на море и во информацијската сфера. Тоа е она што можеме да кажем за Украина и можем само да издвојам за крај дека почнаа да доаѓаат тенковите, фамозните, толку очекувани, почнаа и авионите. Дали ќе бидеме сведоци на редниот период? Засилена офанзива. За прв пат ќе бидеме сведоци за борба во воздух на руската и украинската авиација, тоа ќе видиме. Не знам како ќе биде, ево утринава стравуваат. Дали има Украина спремни пилоти? И за тоа е останува прашање. на И дали може би тие пилоти нема да бидат украинци? Сега ајде да одиме до крај со разговорот. Така. Бидејќи повеќе од транспарентно јасно е дека во Украина се борат и некои други војници со други униформи. Така да, дали се тие доброволци, платеници или регуларни, тоа ќе остане под плаштот на мистерија. Дека само украинци се борат од страна на Украина, сигурно дека тоа не е точно. Се смета дека многу пољаци се таму и дека полски и дека многу пилоти од НАТО земјите се таму, но тоа е една шпекулација која не можеме. официјална не сме потврда. таму, не можеме да дури и да сме таму не можеме да Не може, знаеме. невозможно. Во секој случај ова е буквално, ајде да ја упростиме, конфликт помеѓу истокот и западот, помеѓу источната доминација и западната доминација која од европскиот континент има назнаки да се прошири во Југоисточна Азија, а де факто веќе се прошири на Африка, така да, ќе кажем уште нешто мала брза географија, инаугуриран е новиот претседател на Куба, знаеме Куба која е кај се наоѓа, и рускиот шеф на дипломатија Лавров веќе утринава пристигна во Хавана да се види со новиот претседател на Куба. Што тоа значи? Пред малку е реков, американците имаат една така наречена Монрова доктрина која гласи Америка на американците, односно американскиот континент е во дворот на интересите на САД и тука не смее никој да допира. Така, за разлика од другите кај што смеа. Покумши им дојде. Сега Куба секогаш беше, ќе потсетам и ќе те наметнам на онаа друга тема што ја зборувавме после, а Куба секогаш беше тоа трн во око тука со режимот на Кастро, каде што беше советско упориште и каде што 1963 за малку ќе дојдеше до нова нуклеарна војна, а тогашниот претседател Кенеди и Хрушчов некако ги намалија тензиите. И токму тој Кенеди, сега неговиот внук, сака да се кандидира да те влезе во трката на претседател, и некако сума сумарум, историјата се повторува. Така. И само за крај, на Косово, овие денови во недела... На Косово овие денови има големи тензии, но ние со Судан се занимаваме, кој не е ништо помалку важен, но не ни е толку во дворот. Во Косово што се случува? Во Косово завчера косовските граѓани, Советот, Европскиот парламент изгласа олеснување на визниот режим за косовските граѓани во земјите на Европската Унија, плюс Норвешка, ми се чини Исланд, ми се чини Лихтенштајн. Значи, таму ќе можат косовските граѓани од 1 јуни во рок од 90 дена да влезат и да предстојуваат без виза. Нешто што според Европската Унија се исполнети критериуми од страна на Приштина. Но што се прави сега тука проблемот? Пред месец дена во Охрид Вучич и Курти се договорија за отстапки. Отстапките беа Србија да не ги попречува во нивните намери, а Косово да, односно Приштина, да дозволи формирање на заедницата на српски општини до одржувањето на локалните избори во Косово, кои патем ќе се одржат задутре, односно во недела. Се разбира, како што и секогаш тоа биваш изминативе 30 години, Европскиот парламент побрзо ги изгласа, сакам да го кажам тоа така, ги изгласа, Косово беше наградено заради својата кооперативност, а Србија некако казната, бидејќи Косово не ги исполни условите за формирање на заедницата на српски општини. Курти и неговата влада цело време вешто избегнуваат да го стават тоа на дневен ред и да почнат да го имплементираат. Значи, заедница на српски општини Белград условува. Вели, нема да учествуваме во изборите во недела,
додека не бидат формирана заедницата на српски општини или во превод првин да се направи заедницата на српски општини, па тогаш избори. Косово тоа и владата на Курти го игнорира, Европа во својот стил е нешто спора, бирократија, не може да реагира. Вчера ветеранот на американската дипломатија во улога на амбасадор на САД во Белград, Кристофер Хил, повторно го ја укори Приштина дека треба да направи заедницата на српски општини. Утринава гледам дека и специјалниот пратеник Ескобар исто го укори Курти дека мора да почнат со формирање на заедница на српски општини најдоцна до 2 мај, според последниот укор од Вашингтон, Приштина мора да го представи планот како мисли да направи заедницата на српски општини. Но проблем е што сега ќе имаме претходно локални избори. Горе ќе видиме што ќе се случува, таму има тензии, иако многу не јавуваме, не се јавува по медиумите, така да некако овој косовски јазол повторно не се решава и се заканува повторно да прерасне во нова рунда замрзнат конфликт, што никако не му одговара ниту на Западот, а му одговара веројатно на некој друг, не би рекол кој. На регионот воопшто. Некако Курти одработува таа агенда да биде повторно замрзнат конфликтот. Ке видиме, и ти добро знаеш као новинар, и јас, што значи американската булдожер дипломатија доколку се вклучи, дел од таа легендарна булдожер дипломатија беше токму овој Кристофер Хил, кој го извадија од пензија да го реши косовскиот проблем, па кога му ја видов вчера изјавата и укорот, почувствував дека можеби ќе ја видиме на дело. Пораките се испратени. Дури се надевав и дека утринава за тоа ќе можеме да збориме, ама се уште не ја гледам булдожер дипломатијата. Значи, прилика светот така пулсира во моментов, што не значи дека за саат време нема да се смени. Така, Дејан, и јас ти благодарам за овој исцрпен извештај. Само да споменам дека сите најнови информации од земјава и од светот може да ги следите на порталот slobodенpečat.mk.